Значи, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на Законот за енергетика, почнувајќи од 29 мај до 30 јуни 2025 година, сите носители на лиценци за вршење на енергетски дејности се должни да поднесат барање за промена на лиценца. За ова, сите овие носители на лиценци преку нашиот систем за мониторинг ќе бидат подсетени и по мејл. Во прилог на тие мејлови ќе им биде доставено и барањето кое што треба да го достават. Исто така, тоа барање ќе биде објавено и на нашата веб страна. Ги замолувам сите овие носители на лиценци да достават барања заклучно до 30 јуни 2025, поради тоа што, доколку не се достават овие барања, согласно новиот Закон за енергетика, нивните лиценци ќе престанат. Ова е сериозна обврска за носителите на лиценци и ќе мора да ја исполнат. Доколку не се случи тоа, нивните лиценци ќе престанат. Џабе инвестирале, се име џабе, доколку не ги достават овие барања до Регулаторната комисија за енергетика. Тоа е обврска која што произлегува од новиот Закон за енергетика. Исто така, согласно новиот Закон за енергетика, сите носители на лиценци за производство на електрична енергија, кои што имаат лиценци за пробна работа, треба да знаат дека пробната работа, согласно новиот Закон за енергетика, ќе се продолжува исклучиво доколку дадат образложение и дека пробната работа се продолжува заради тестирање на нивната производна опрема која што ја поседуваат. До сега има можност да ги продолжуваат своите лиценци за пробна работа и врз основа на други причини, како што беше проблем со земјиште, не може до крај да се уреди сопственоста на земјиштето. Од сега па натака, согласно новиот Закон за енергетика, една и единствена можност за продолжување на лиценцата за пробна работа ќе биде исклучиво доколку станува збор за тестирање на опремата која што ја користат нивните производни електрани. И овоа особено го потенцираме поради тоа што кај нас во Регулаторната комисија за енергетика има повеќе лиценци за пробна работа кои што согласно постоечкиот Закон за енергетика беа продолжувани од причина што има проблем тамо каде што има државно земјиште да го трансферираат во своја сопственост. Од сега па натака тоа нема да може да се случи и исто така нивните лиценци за пробна работа нема да се продолжуваат. Тие ни се две најбитни работи кои што ги споделуваме со вас, со медиумите и со јавноста и сакаме да бидат информирани сите носители на лиценци за вршење на соодветната енергетска дејност. Доколку не ги достават овие барања, како што кажав, нивните лиценци ќе престанат. Потенцирам уште еднаш, ние и од нашиот мониторинг систем на сите мејл адреси кои што ни ги доставиле како официјални, ќе бидат уште еднаш известени за ова и очекувам дека сите ќе се ги завршат овие обврски кои што им произлегуваат од новиот Закон за енергетика. Колеги, прашања? За колку носители станува на лиценци? Во моментов имаме некаде околу 8800 лиценци издадени, за пробна работа се околу 150 лиценци кои што се во сила. Теменука? Господине Бислимовски,
ова ќе биде продолжување според нов закон лиценци. Кога се вадат лиценци, веројатно треба да се исполнат одредени услови и се бара лиценцата и се добива. Дали ќе вршите оценување, проверка, дали се уште ги исполнуваат условите кои што им се дадени со лиценците или по автоматизам си оди само доставуваат барање и им се продолжува лиценцата? Регулаторната комисија за енергетика врши редовни контроли на сите лиценцирани компании кои што имаат добиено лиценца од наша страна, така да сега ова е обврска со која што тие работи кои што се нови во новиот закон за енергетика ќе треба да ги имплементираме во нивните лиценци. Знаете, бидејќи има одредени промени во однос на вршење на одредена дејност и тоа ќе биде ставено во нивните лиценци. Значи по автоматизам ќе се конкурираат, секој што има лиценца си конкурира и си добива по автоматизам. Во минатото регулаторната комисија за енергетика ги менуваше нивните лиценци по носење на нов закон за енергетика по службена должност. Сега, имајќи во предвид дека има поголем број на лиценци, ја имаат оваа обврска од законот за енергетика. Значи во однос на одлуката на Уставниот суд го дознавме и ние тоа од медиумите, се уште немаме добиено официјално известување. Вообичаена одлука од Уставен суд не се коментира, но самата одлука значи дека апсолутно сега се либерализира постапката за исклучувањето на потрошувачите на системот за топлинска енергија. Тоа може да придонесе до зголемен број на исклучени потрошувачи, што ќе влијае негативно на цената за топлинска енергија, односно ќе доведе до зголемување на цената за топлинска енергија, а од што особено се плашам, е доколку тие потрошувачи кои што би се исклучиле и би започнале да се греат на електрична енергија, ќе го оптоварат особено дистрибутивниот систем во градот Скопје. Дистрибутивниот систем во градот Скопје е проектиран со трафостаници и со мрежа со послаб капацитет тамо каде што има организиран систем за топлинска енергија. Апсолутно, ние како регулаторна комисија за енергетика ќе ја почитуваме одлуката на Уставниот суд, но кажувам што ќе значи тоа во пракса. Можност за полесно исклучување, тоа значи намалување на бројот на потрошувачи на топлинска енергија, што може да доведе до зголемување на цената за топлинска енергија и да имаме што е можно и ќе имаме домаќинства кои што повеќе ќе се греат на електрична енергија и како што кажав во деловите на градот Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија, трафостаниците и воопшто и мрежата е со послаб капацитет, бидејќи не се очекувало дека таму луѓето ќе се греат на електрична енергија. Околу капацитетот за МЕПСО. Исклучување, бидејќи дали сте во координација, дали во земјава има не знам како се викаат тие се реактори кои што ќе може да го регулираат вишокот до што стигна како од Србија прошлиот викенд и не се деси тотален колапс. Значи во секој викенд ни е опасност. Не само во Македонија и насекаде во Европа, каде што имаше во текот на денот, сега ќе кажам, а понатака ќе кажам и за тоа што беше во неделата, да, има зголемено производство на електрична енергија и сите преносни систем оператори во координација со нивното европско здружение ЕНЦОИ превземаат мерки за да не доаѓа до блекаути. И тие мерки во текот на денот, како што гледате, добро функционираат. Некаде за Великден, дел од фотоволтаичните електрани по налог на МЕПСО беа исклучени, така да во тој дел не очекувам да има проблеми. Се разбира, никогаш не може да со сигурност да се каже, но сите механизми кои што му стојат на располагање на МЕПСО како оператор на систем, а и во координација со соседните преносни систем оператори, превземаат соодветни мерки. Во неделата
се случи испад во периоди кога што не произведуваат фотоволтаичните електрани. МЕПСО до денес ќе ни испрати целосна информација што е случено. Она што го видовме во медиумите е тоа дека имало повисоки напони во одредени подрачја во државата и имаме ли ние систем да ги регулираме тие повисоки напони? Тие повисоки напони се регулираат и со системските резерви кои што ги имаат и МЕПСО во наредниот период ќе распише тендер за поставување на една поголема таква кондензаторска батерија во Неготино. Така да и тој проблем ќе биде надминат во наредниот период.